Добро вечер, време е за дневникот на Канал Плюс телевизија, а во него еве што ќе гледате. Директно вработување на 100 најдобри студенти од македонските универзитети. Најавени нови мерки за поквалитетен живот на младите кои ги планира ВМРО ДПМН. Вирусот на грип се шири. Детското оделение во болницата во Штип е полно со пациенти. Лекарите потсетуваат на превентивните мерки за заштита од овој опасен вирус. Нова владина мерка за помош на пчеларите. Идната недела ќе биде објавен оглас за субвенционирана набавка на пчелни матици и пчеларска опрема. Нови мерки за поквалитетен живот на младата популација во државата најави денес председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Една од мерките е директно вработување на 100 најдобри студенти на додипломски студии. За 2 месеци промовирани од страна на Груевски се вкупно 20 проекти насочени кон младите лица. Зборот е збор и има вредност само доколку се испочитува. Ветувањето има вредност ако се преточи во дело. Нашите ветувања се цврст договор со граѓаните. Вака денес председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски ги промовираше новите 6 мерки. Директно вработување за 100 најдобри студенти во Македонија е една од новите мерки која ќе биде сериозен стимул за најдобрите студенти кои се посветили на образованието. Првиот проект е вработување на 100 најдобри студенти на додипломски студии. Значи, автоматско, законско, директно вработување на 100 најдобри студенти на додипломски студии. Ова е најсилен поттик за оние кои се трудат и инвестираат во своето образование. Со оваа мерка се предвидува најдобрите студенти на додипломски студии од секоја учебна година, кои дипломирале на државните универзитети во Македонија, да бидат вработени во јавната администрација, во акционерските друштва каде државата има доминантна собственост, или пак некоја соодветна на образованието јавна установа. Штип, Кавадарци, Охрид, Тетово и Куманово ќе добијат нови скејт паркови. Вториот проект кој ќе го реализираме е проектот наречен Млади амбасадори, со кој на средношколците, кои доколку освојат награда на една од 12 меѓународни научни олимпијади, ќе им се додели стипендија во текот на 12 месеци по освојувањето на наградата. И тоа, за освоен златен медал по 12.000 денари месечно, секој месец во текот на целата година. За освоен сребрен медал 10.000 денари месечно, секој месец во текот на целата година. За освоен бронзен медал 8.000 денари месечно, за секој месец во текот на целата година. Третиот проект е изградба на нови скејт паркови во Штип, Кавадарци, Охрид, Тетово и Куманово. Со овој проект ќе се изградат нови скејт паркови во кои младите кои се занимаваат со екстремни спортови ќе можат да ги развиваат своите вештини, како и нивните врсници во Европа и во светот. Инаку, во изминатиот период, председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски промовираше 10 владини мерки и идеи кои ќе го подобрат животот на младите во државата. Предлогот на опозицијата за воведување на закон за цензура на медиумите најде на остра осуда и од страна на Сдруженијето на новинари на Македонија и од Синдикатот на новинарите, кои денес го оценија како недемократски. Социјалдемократите остануваат на нивниот предлог за зголемување на казните за медиумите и санкционирање на новинарите. Од владеачката партија истакнуваат, ваквиот предлог е сосема несправедлив, спротивен е на уставот, на сите меѓународни стандарди, европски препораки и директиви. Спротивставени ставови на новинарските здруженија во однос на изјавата на посредникот Питер Ван Хојте дека не треба да се копира законот некоја европска земја, туку треба да се работи на неговото составување. It is not a good idea to copy and take laws from other countries and pretend that this is good because you have a different legal system.
You have a different type of constitution. You have a different type of mentality, of background. The origin of your media is slightly different compared to many other European countries. So please try to use what you have and try to improve it. Work on it. That's what you need to do. Македонската асоциација на новинари МАН ја нарекува навредувачка ваквата изјава, изјавувајќи го својот став. Го подсетуваме посредникот Ван Хојте дека прогласувањето на некоја земја како инфериорна во споредба со другите народи е расизам, односно поттикнува говор на омраза. Со оваа изјава на Ван Хојте се наштетуваат демократските стандарди и правните акти на Европската унија и земјите членки. Од тие што го пратиле, бараме да се оградат од ваквиот коментар и истиот да го осудат. Предлогот на опозицијата за воведување на закон за цензура на медиумите најде на остра осуда и од страна на Сдруженијето на новинари на Македонија и од Синдикатот на новинарите, оценувајќи го законот за медиумите на опозицијата како недемократски. Одлучно сме против идејата на СДСМ новинарската етика да се регулира со закон. Да се казнуваат медиумите со глоби за прекршување на новинарската етика е недемократска практика. Во демократски земји примената на професионалните стандарди се регулира со саморегулација во медиуми. СДСМ бара санкционирање на новинари и медиуми за непочитување на професионални стандарди. Да нагласиме дека сме апсолутно против задирање во саморегулација на медиумите која е предмет и надлежност само на професијата. Предлог законот на СДСМ за медиумите е сосема несправедлив, спротивен на уставот, на сите меѓународни стандарди, европски препораки и директиви, сензорски и практично неспоредлив. Ова го истакна координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Илија Димовски. Предлог законот на СДСМ е надвор од здравиот памет и јасно покажува дека единствена цел на оваа партија е да стави рака врз медиумите. Освен што е спротивен на уставот и на многу законски решенија, предвидува изголемување на казни и цензорски, односно возможува државата да кажува дали новинарството е етичко, професионално, објективно, избалансирано, правично или не, изјави Димовски. Тој го повтори ставот на својата партија дека во игра се две опции. Едната е да се прегледаат предлозите на медиумите, односно на новинарските здруженија и Македонската медиумска асоциација, и тие потоа да се внесат во постојниот закон за медиуми, а другата е СДСМ да одбере кој било закон од држава членка на Европската унија и Македонија да го преземе. Дали ќе биде Белгија на господинот Ван Хојте, дали ќе биде Чешка, Словачка, Словенија, Хрватска, Бугарија, Романија, се треба сите да ги набројувам 27 да се проверувам дали ги знам напамет. Било која. Една нека одберат господинот Ван Хојте и СДСМ и нека кажат луѓе, ние мислиме дека чешкиот закон е добар, еве го чешкиот закон, имаме преведувач од чешки, немаме, ќе најдеме, ќе го преведеме за еден ден, следниот ден ќе оставиме на седница, третиот ден ќе биде усвоен и ќе биде тргнато настрана ова проблематично поднебје. Координаторот Димовски нагласи, ВМРО-ДПМН и понатаму бара европски закон за медиумите, а не партиски. Стартува нова владина мерка за помош на пчеларите, која се однесува на набавка на опрема за пчеларите. На 10 февруари во рамки на програмата за рурален развој ќе биде објавен огласот за набавка на пчелни матици и за пчеларска опрема. Од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој одлучија да ги прифатат забелешките од пчеларските здруженија за намалување на долната граница на средствата од оваа програма наменети за инвестиции во пчеларството да падне под 3000 евра. Пчеларите беа веќе опфатени во ИПАРТ програмата и добивавме многу забелешки од страна на здруженијата на пчеларите, бидејќи минимум инвестиција по ИПАРТ програмата е 3000 евра. Се жалеа дека инвестицијата е премногу голема. Инвестициите во пчеларството може да бидат помали од 3000 евра. Обично тие центрифуги што они ги набавуваат се околу 400 до 500 евра. Од таа причина решивме да им излеземе во пресрет и да ги ставиме во програмата за рурален развој. Значи за сите оние инвестиции кои се до 3000 евра, опрема може да се набавува преку програмата за финансиска поддршка на руралниот развој. За останатите за поголемите инвестиции во преработувачки капацитети за мед, повторно е тука ИПАРТ програма. Финишира откупот на тутун во регионот. Тутунарите се задоволни од откупната цена која се движи околу 190 денари и субвенциите од 60 денари за килограм откупен тутун. Финишира откупот на тутун во Штипско-Карбинскиот регион. На откупните пунктови без гушви и без проблеми се одвива оваа значајна активност.
За ова придонесува и постигнатата просечна откупна цена од околу 200 денари за килограм, што не беше случај ланската година. Тутунот се откупува реално и без проблеме на задоволство на производителите. Негде се одбива цената од 185 до 210 и така се задоволни и негде сме откупени околу од 80 до 90 тона. До крајот на откупната сезона, која ќе трае до 15 март, се очекува да бидат откупени уште околу 50 тони. Во меѓувреме, земјоделските производители кои планираат и во новата сезона да одгледуваат тутун, треба да почнат со пријавувањето. Па сега за новата сезона треба да почнат од 1 март и така да треба да земат пак луѓето евидентен лист за да склучат од подрачната единица од Министерството. Да се ваде имотни листови порано од ланската година, за да нема На време да завршат. Да, на време да завршат со евидентните листови. Инаку што се однесува до површините, тие од година во година се намалуваат. Причина за тоа покрај другото е што многу семејства од јуручките села во Плачковичко заминуваат на работа во странство. Во завршна фаза е изготвувањето на стратегијата за климатски промени. Работните групи ги утврдија приоритетите на двата проекти кои треба да се имплементираат преку оваа стратегија со поддршка на Мили EU Контакт и USAID. Во завршна фаза е изработката на стратешкиот документ за климатски промени во општина Делчево, кој што го имплементира регионалниот центар за застапување со поддршка на Мили EU Контакт Македонија и USAID. Работните групи го спроведоа 11-тиот чекор на кој дискутираа за утврдување на приоритетите и загаденоста од емисијата на стакленички гасови во неколку ставки: сообраќај, индустрија и домаќинство. Целта на овој стратешки документ е решавање на проблемите од климатските промени и превенирање од истите. Од овој документ понатаму ќе произлезат и два проекти кои што треба да се имплементираат во наредните неколку месеци. Значи, изработката на стратешкиот документ е во завршна фаза, а во моментот работните групи добија за задача да ги подготват апликациите, односно форматите на итни акции, кои што општина Делчево со финансиска поддршка од Мили EU Контакт Македонија и USAID, значи ќе има можност да имплементира два проекта: мала акција до $20,000 и поголема акција до $120,000. И двете од акциите ќе се однесуваат на проблеми поврзани со климатските промени, односно наводнување и одводнување. Има до сега дадено околу 50 приоритетни прашања, има изградено критериуми заедно со донаторот, со Мили EU Контакт и со USAID, и врз основа на сите овие критериуми, значи општината заедно со работните групи и со Сдруженијето Регионален центар за застапување Делчево како имплементатор ќе ги подготви апликациите и ќе ги аплицира до донаторот и се надеваме некаде за период околу 40 дена дека ќе имаме можност првата акција и да почнеме да ја имплементираме, а втората акција ќе се имплементира до крајот на месец мај, односно имплементацијата на терен до крајот на септември оваа година. Според динамиката на изработка, имплементаторот регионалниот центар за застапување од Делчево истакна дека стратешкиот документ ќе биде подготвен до крајот на месец март и даден на одобрение пред Советот на општина Делчево. Следуваат содржини посветени на најважното нашето здравје. На истокот во моментот 198 жени се лекуваат од рак на дојка, 166 се лечат од рак на матка, а после женските болести дури 141 пациент има рак на дебелото црево. Сумирано во 2015-та со диагноза карцином се 1052 пациенти, од кои 179 се новооткриени. 121 лице во Виница се водат со диагноза на карцином. Од нив 2015 како нови случаи се пријавени 21. Останатите 100 се во фаза на лечење. Најмногу заболени се со рак на дебелото црево, дури 32. 15 жени се со рак на дојка, 13 пациенти имаат рак на белите дробови, 6 се лечат од карцином на бубрезите. Нешто помалку заболување во Виница има на кожата, на машките и женските гениталии, на црниот дроб и на желудникот.
2015 година Центарот за јавно здравје, одделот социјална медицина, кој што ги води статистички и ги обработува пријавите на малигни неоплазми, па и на сите други заболувања, значи е следниот. Вкупно се пријавени 1052 случаи на малигни неоплазми. Од тие сакам да потенцирам дека 179 се ново откриени во 2015 година. Значи, во таа бројка, Виница, како општина, влегува со бројка од 121 заболен пациент од малигни неоплазми, од кои 2015 година се 21 ново откриен случај. Бројките сакале да признаеме или не се во пораст, болни се повеќе, а возраста повеќе не е репер за страшната диагноза. Најчесто се карциномите на колоректалниот систем, на дебелото црево, на желудник, на карциномите на дојка, на везико-уринарниот систем, секако карциномот на бели дробови и на бронхи. Значи, тоа се најчестите пријавувани случаи на малигни неоплазми. Споредбено со општините во регионот, Виница сепак стои најдобро гледано по бројот на активно население. Берово е општина со најмалку жители, а со рак се диагностицирани 181 пациент. Во Делчево 179, во Кочани 433, во Македонска Каменица 87, во Пехчево 51. Во Кочани најмногу заболени, дури 103 има со рак на матка, 63 се лечат од рак на дојка. Најмногу заболени со рак на дојка има во Берово 38, во Делчево 44. Или сума сумарум, на истокот, жените доминираат со малигните заболувања. Дури 198 жени се лечат од рак на дојка, 166 се лечат од рак на матка. А после женските болести, 141 пациент имаат рак на дебелото црево, а 89 се со меланомна кожа. Расте бројот на пациенти со грип. Најмногу на удар се децата кои го наполнија детското оделение на клиничката болница во Штип. Во прилог на ширењето на вирусот е и почетокот на школската година. Лекарите советуваат зголемено ниво на хигиена, често проветрување на просториите. Во текот на изминатиот период на детско оделение при клиничка болница Штип забележан е пораст на пациенти со симптоми на грип. Според информации од началникот на оделението доктор Марина Гацова, само во текот на јануари месец евидентирани се 347 случаи. Доктор Гацова истакнува дека ова се должи на температурните разлики во текот на денот и на слабиот имунитет на децата. Тоа се деца со повисока температура, некаде и над 39 степени, која трае повеќе денови, повеќе деца од една иста фамилија или заедно со родителите, значи повеќе членови од фамилијата идат со иста симптоматологија. Некои се јавуваат на почетокот на симптомите, некои се јавуваат најчесто на нашето оделение после 3 до 4 дена од траењето на фебрилната состојба. Ние најчесто на оделението ги добиваме децата кои доаѓаат после неколку дена од лекувањето кај матичните лекари и тоа се деца кои имаат веќе компликации од првичната инфекција со ова инфлуенца, значи со овој вирус. Така да тоа се деца кај кои инфекцијата веќе е спуштена над белите дробови, се јавуваат во состојба на обструктивен бронхит или пак на воспаление на белите дробови, односно пнеумонија. За да не дојде до оваа состојба, доктор Гацова со апел до родителите како да се спречи влошување на состојбата и заболување на долниот респираторен систем. Еден апел до родителите да сватат дека болеста си има свој тек. Значи, текот на болеста, особено оваа состојба кога се работи за клиничка симптоматологија на грип, си има свој тек и си бара свој третман. Домашно лекување, пиење на повеќе течности, проветрување на просториите, миење на рачиња, доколку возрастните се заболени, кивање, кашлање во марамче за да не се разнесува таа капковна инфекција, значи тој вирус и на тој начин се пренесува најчесто. И сето тоа ќе допринесе голем дел од тие дечиња кои доаѓаат кај нас да не стасаат до тој стадиум од болеста. Антибиотици да или не, овде сме секако двојбени и матичните лекари ја проценуваат ситуацијата и одлучуваат во кој момент и каде треба да се вклучи антибиотик или да се оди само со симптоматска терапија. Проветрувањето на просториите без разлика дали во домашни услови или во градинка и училиште треба да се случува повеќе пати во текот на денот, со што се допринесува за прочистување на воздухот.
Временските услови се погодни за развој на екто и ендопаразити кај домашните миленици и стоката. Ветеринарите апелираат сопствениците на времено да го заштитат здравјето на животните со вакцинација и соодветни заштитни мерки. Со затоплувањето на времето се зголемуваат и опасностите за појава на разни паразити кај домашните миленици и останатите животни. Меѓу нив најопасни се крлежите, кои тешко може да се избегнат, бидејќи ги има насекаде, особено по парковите, ливадите и покрај реките. Овие паразити можат многу лошо да влијаат по здравјето на животните и да предизвикаат сериозни оштетување на крзното. Евидентни се ектопаразитите кај добар дел на животни кои прават промени видливи како на површината на кожата, така и ендопаразитите кои се внатре во организамот и кои прават разни оштетувања како на слезината и на јетрата, така и на сите оние други органи кои што тие поминуваат или се задржуваат. Ветеринарите нагласуваат дека превенцијата е најдобар лек и препорачуваат вакцинација и средства против паразити со продолжено дејство. Би сакал да дадам еден апел до сите оние сточари или сите држатели на животни да во најможен краток рок дојдат во ветеринарна станица Штип, се информираат како би можеле да договориме превентивна заштита, односно вакцинирање или капење, третирање на еден начин, кажано превентивна заштита од ектопаразитите. Покрај вакцинација од екто и ендопаразити, во тек е и вакцинација против бруцелоза кај ситниот и крупниот добиток. Со оваа акција се очекува да бидат офатени повеќе илјади грла, а сточарите да добијат потврда со која ќе можат да го вршат отуѓувањето на стоката. Полицајецот кој минатата година со службен пиштол на улица во Свети Николе губи 30-годишниот Далибор Илиевски во Основниот суд во Штип е осуден на затворска казна во трајање од 3 години. Роднините на убиениот, незадоволни од висината на казната, најавија дека ќе поднесат жалба до повисокиот суд за обвинетиот да биде построго казнет. Далибор Илиевски Джери, татко на 3 малолетни деца, беше убиен лани во септември, кога полицајецот се обидел да ја смири караницата меѓу Илиевски велосипедист кој му го попречувал движењето со автомобилот. Откако полицајецот се обидел да го легитимира, Далибор седнал во возилото и започнал да го движи по патот, држејќи го полицајецот за рака, влечејќи го така 10 метри, а откако автомобилот ја зголемил брзината, полицајецот паднал на улицата. На 2 пати Илиевски се враќал со возилото, обидувајќи се да го прегази полицајецот, пошто тој во полуседечка положба пукал во него и смртно го погодил. Пет лица загинаа, а 30 се повредени во сообраќајна несреќа утрово во Романија. Инцидентот се случил во 6 часот и 15 минути утрово на обиколницата на градот Плоешт, северно од Букурешт. Автобус кој сообраќал на редовна линија меѓу градовите Манешт и Плоешт со околу 40 патници удрил во камион натоварен со песок. Според првичните заклучоци, виновен за инцидентот е возачот на автобусот, бидејќи на местото не се откриени траги од сопирачки. Полицијата се сомнева дека возачот на автобусот може би заспал на воланот или пак возилото имало технички проблеми. Експлозијата поради која сомалискиот авион на компанијата Dalo Airlines мораше принудно да слета веднаш по полетувањето, најверојатно е предизвикана од бомба, објави американската телевизија NBC, повикувајќи се на извори блиски до истрагата. Тоа веројатно беше бомбашки напад, изјавил истакнат дипломат близок до истрагата. Претходно експерти и српскиот пилот кој успешно го приземи авионот исто така сметаат дека експлозијата е предизвикана од бомба. Председателот на Зимбабве прогласи состојба на катастрофа во руралните подрачја на земјата зафатени од долготрајната суша, јави белградскиот весник Блиц. Во соопштението што доцна синоќа го објави кабинетот на председателот на Зимбабве, се напоменува дека 26% од популацијата има потреба од итна помош во храна. Прогласувањето на состојба на катастрофа ќе овозможи меѓународните донатори брзо да соберат пари и обезбедат помош во храна за Зимбабве.
Во подготвителниот период на фудбалскиот клуб Брегалница, во кој се предвидени неколку контролни надпревари за стартот на новата сезона, продолжуваат домашните тестови на Брегалница, која ја води Игор Стојанов во пролетниот дел од сезоната. Против квалитетната екипа на Тетекс на Гораст Михајлов, штипските сини одигра 0:0 на теренот во Кочани. Брегалница денес се среќава со Вардар Неготино во наредниот контролен надпревар. Инаку за новата сезона Брегалница има и засилување, односно тимот го засилија со 5 фудбалери и 2 нови голмани. Двонеделни суспензии за Стоилов и Манасков. Двајцата ракометари се казнити и парично, откако клубот констатирал дека ги прекршиле правилата на однесување и клубска дисциплина, се мерките што ги изречи Вардар за инцидентот што се случи во вторникот рано наутро во и пред објектот за храна спротив универзална сала во Скопје. Поради прекршување на правилата на однесување, а во согласност со дисциплинскиот правилник на клубот, играчите Стојанче Стоилов и Дејан Манасков се казнити со двонеделна суспензија. Во тој период ке тренираат со вториот тим на Вардар, а клубот истовремено одреди и парични казни за нив. Двајцата играчи доставија и изјави за нивното однесување во врска со настанот во кој биле инволвирани. Констатирано е прекршување на клубската дисциплина, поради што тие се санкционирани, се вели во одлуката на ракометниот клуб Вардар, без при тоа да се наведе висината на паричната мерка. Ова значи дека Стоилов и Манасков ќе го пропуштат гостувањето на црвено-црните во Германија кај Рајан Некар Левен на 11 февруари во рамки на Лигата на шампиони. Со овие содржини го завршуваме и ова издание на Дневникот за последниот работен ден од оваа недела. Имајте пријатна вечер со програмата на Канал Плюс.